Многу пропусти, постапки без ефикасност и заштита на функционерите од СДСМ и ДУИ кои го избраа. Ова му тежи на глава на републичкиот обвинител Љупчо Коцевски, за кого владата почна постапка за разрешување. Министерството за правда го подготвува предлогот за разрешување, пошто ќе го достави до Илинденска, па оттаму ќе биде препратен до Советот на јавните обвинители. Највисокото обвинителско тело ќе треба да донесе мислење во рок од 15 дена, а дополнителни 15 може да има само од оправдани причини. Колегите на Коцевски може да не се согласат со разрешувањето на републичкиот обвинител, но тоа не ја запира постапката која ќе продолжи во законодавниот дом. На Коцевски ќе му пресудат претениците кои го имаат крајниот збор. До сега немаме до Советот доставено никаков предлог. Кога ќе биде доставен предлогот, ќе се произнесеме. Една од причините поради кои владата бара Коцевски да се замени од функцијата е начинот на кој беше именувана Наташа Крстевска-Цилева за шеф на Скопското висше обвинителство. За ова председателката на Советот на јавните обвинители застанува во одбрана на колегата. Вели, оваа одлука била донесена едногласно. Дали очекувате дека ќе се поведат некакви иницијативи за вашето работење со оглед на тоа што одлуката беше колективна, заедничка? Јас не можам на тоа прашање да ви дадам одговор. Јас и понатаму тврдам дека нашата одлука е законета. Тоа обвинителство, како и сите други обвинителства, мора да има јавен обвинител кој што ќе раководи. Уште еднаш да напоменам, се работи за определување на јавен обвинител кој ќе раководи со тоа обвинителство за време додека трае оддалечувањето на висшиот јавен обвинител. По истекот на законските рокови, без разлика дали обвинителскиот совет ќе даде или нема да даде мислење, предлогот за разрешување ќе оди во собранието, каде е известно дека Коцевски ќе биде разрешен. Зашто? За тоа е потребен само 61 глас. Според законот за јавно обвинителство, републичкиот обвинител се разрешува од функцијата пред истекот на мандатот поради тешка дисциплинска повреда или ако е член во политичка партија. Како тешки дисциплински повреди се сметаат намерно или неоправдано правење на крупни професионални грешки, било каква судска пресуда, неиземање во случаи во кои требало да се иземе од постапување, издавање на класифицирани информации од истрага или од судења, недолично однесување и кршење на јавниот ред и мир или пак неподнесување изјава за имотна состојба.